Благодарам, председателе. Почитуван колега, станав само да реплицирам во оној дел во кој што кажувате дека не ви беше дозволено да предлагате и немаше воопшто никаква дискусија. За да биде појасно за јавноста, за овој закон имаше вкупно поднесено 4 амандмани и морам да ви кажам и уште 2 за ученички стандард. Комисијата од 16 часот до 21:30 расправаше, имаше амандманска расправа. Коректни бевме, си дискутиравте, вие ги кажавте вашите аргументи, ние контрааргументите. Демократско право е на членовите на комисијата како ќе решат да гласат. Значи, не е тука воопшто спорно дека вие имате право да поднесувате амандмани до почетокот на комисијата за образование и наука. Меѓутоа, да кажете дека не ви било дозволено и не ви било одговорено на прашањата кои ги поставувавте како ваши тези, мислам, не е коректно према колегите, што стварно долго време, само со една пауза по протоколи, после 2 часа заседавање што направивме, беше кратка, ние расправавме и дискутиравме. И не е коректно овдека одговорницата да се кажуваат такви паушални и неточни работи. Што се однесува до тоа колку се партиципира, и на комисијата беше кажано дека во членот 32 во однос на тоа колку партиципира државата во сместувачките капацитети за студентите е кажано во ставовите 2 и 3 од членот 32 во кој што се кажува дека државата партиципира во цената за сместување и исхрана до 50% од утврдената цена која што во ставот 1 од овој член е кажана и која што во ставот 6 е кажано која составува комисијата која ја формира цената за сместување и исхрана, што значи дека врз основа на анализа и врз основа на она што е пресметано и она што е издвоено во ставката од буџетот за студентскиот стандард точно за оваа намена, точно е предвидено дека трошоците кои што ги издвојува државата без да се прават други потреси во буџетот и буџетската ставка се не повеќе од 6.000 денари, зависно од тоа во кој студентски дом се сместени студентите. Ви благодарам.